држава е криминална држава. Секој треба тоа да го знае. 33 години, за жал, доаѓаат криминалци политичари, кои што имаат единствен интерес да се богатат, да си ги богатат своите фамилии, своите деца и така натаму. Гледате на овие супер богати луѓе кои што го стекнале богатството, 99% од нив со плачки, дали се тоа политичари или бизнисмени. Нивните деца возат Поршина, се школуваат на најскапи факултети во светот, милионери, милиардери, некои се, али повеќето се милионери, не ги интересира доброто на Македонија, социјалата, сиромаштијата. Зборуваш за две деца дома замрзнале, сигурно да. Тие две деца што замрзнале дома, немале родителите да купат не само сиромашно семејство. Па нормално, немале да купат да потрошат на огрев или на струја пари, сигурно. Немале и да ги хранат кој што треба. Значи државата секогаш треба да му помага на сиромашните граѓани. За да му помага на сиромашните граѓани, треба на власт луѓе да бидат честни и поштени. Без луѓе што се честни и поштени и најважно хумани, ние во Македонија изгубивме хуманост. Немаме ние политичари хумани. Не гледаш цел ден се сликаат по цркви наводно да прикажат дека се тие веруваат во Бога. Какви верување во Бога бе? Тоа е све само сликање и реклама за само себе, демек да ги убедат народот, гласајте пак поново за нас, бидејќи сме ние добри луѓе. Верници. Па видите, што има политичар, оди во црква, се слика таму, користи цела ситуација. Оди политичар со деца со посебни потреби и така натаму се слика, ништо нема направено за тие деца. Дали се деца со аутизам, дали се деца со физичка попреченост, па и не само за деца се разбира за возраст. Тоа е една голема фарса и знаеш што се случува кај нас, но јас би сакал да спомнам исто дека гледаме по социјалните мрежи, стотици и стотици луѓе бараат, споделуваме помош финансиска да се лечат во странство. Бидејќи тука не може да се лечат. А зошто не може тука да се лечат? Секогаш кажувам и пак ќе кажам. Државата, ние треба да имаме финансиски средства за сите луѓе кои што не можат да се лечат, немаме доволно добри лекари, опрема, не знам што немаме, треба да ги пуштаме во странство, ако има за нив лек. Ако има негде, дали е Турција, Америка, Германија, не е бито каде, да тие луѓе се лечат на добар финансиски, на фондот за здравство. Поточно, од буџетот на Македонија секоја година да се одделува за овие луѓе. Мене ми е